Државните универзитети од наредната година ќе имаат реформи во делот на финансирањето. Експерти од Светска банка заедно со државните универзитети ги кроат реформите. Според првичните насоки, универзитетите ќе добиваат фиксно пари за платите на вработените, но останатиот колач ќе го земаат во зависност од тоа колку истражуваат и колку нивните вработени се ангажирани во научните истражувања. Значи, има еден дел кој веројатно ќе биде фиксен во поглед на приходите на универзитетот во делот на вработените, меѓутоа најголемиот дел од другиот дел ќе биде променлив во поглед на резултатите од тоа што ги прави универзитетите. Значи, дали сме способни да правиме истражувања, дали сме способни да објавуваме истражувачки резултати, дали соработуваме со стопанството, дали имаме приходи од стопанството, дали имаме приходи од бизнисот. Така да реков, се уште се во развој овие концепти и мислам дека концептот на тоа да бидат врзани средствата на универзитетите во насока на тоа што ние работиме не е лош концепт. Боја вели дека реформите за универзитетите се очекуваат да завршат кон крајот на 2017 година. Што се однесува за промените на средното стручно образование, забележува дека универзитетските професори треба да бидат вклучени. Значи, образованието е еден сегмент кој е поврзан меѓу себе. Не може да го раздвоите. Значи, мора да учествуваат и нашите луѓе и луѓето од високото образование, професорите, да кажеме, истражувачите во високото образование, во креирањето на политиките во целокупниот образовен простор и образовен систем во Република Македонија. Реков, за жал, ние премногу често го менуваме образовниот концепт. Ректорот на Штипскиот универзитет Боев истакна дека потребно е да се биде трпелив и да се видат резултатите од одреден образовен концепт, а потоа доколку не одговараат да се менуваат. Честото менување не дава резултати, а во промените треба да се вметнат и елементи и концепти од македонскиот образовен систем.